12 полесно повредени патници. Ова е епилогот од железничката несреќа кај Велес. Една минута попладне кај фабриката Порцеланка, шинско возило на македонски железници удри во комбе Мерцедес, собственост на такси компанија од Чашка. Повредените биле пренесени во општа болница Велес за укажување лекарска помош. Од повредените има и две деца, едното на 3 годишна возраст, другото на 4 годишна возраст, една девојка на 19 годишна возраст, а останатите пациенти се негдека околу 30 до 60 години. Сите се полесно повредени, како што ви кажав, со мекоткивни повреди без кршеници. После несреќата дојде ни се и двајца, маж и жена, брачен пар, кои исто така биле учесници во незгодата, исто и тие се со полесна повреда. Само двајца пациенти биле пратени на домашно лекување. Останатите ќе останат под болнички надзор. Оставени се на болничко лекување до утре, а од нив двајца само што биле во општа добра состојба се пуштени на домашно лекување. Комбето било управувано од 52 годишник вработен во такси компанијата од Чашка. Машиновозачот пак вели дека откако го здогледал, почнал да свири, но не успел да закочи пред да удри во него. А откако го видов, почнав да кочам. Тој не погледна ништо и свирев. Долго свирење, додека не го удрив, свирев. Он не ни погледна нагоре. Више скоро ја преиде друга, па има 200 метра, а на моторот му е запирен пат 400. Градоначалникот на Чашка, Горан Стојановски, вели дека патниците од Велес си оделе кон своите домови во селата Милница и Чашка кога се случила несреќата. Се работи за премин кој е одбележан, но нема светличка сигнализација, па поради ова сообраќајните несреќи не се ретки.